Екс-шефицата на антикорупцијска Татјана Димитровска не се чувствува виновна за оддавање на службена тајна и останува на ставот дека ревизорот само и помагал да ја пополни апликацијата за стекнување со безбедносен сертификат. Димитровска пред судот кажа дека ја разбира содржината на кривичните дела, оддавање на службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, како и за компјутерски фалсификат, односно дека ревизорот Миле Стулевски во нејзино име го полагал тестот за безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации, но таа смета дека ништо од ова не сторила. Од обвинителството велат дека ќе докажат вина со цврсти докази и екстрахираните податоци од мобилниот телефон на Димитровска, кои опфаќаат речиси 250.000 електронски записи. Ќе ја докажеме нашата теорија, односно дека лицето кое што е обвинето во конкретниот случај, тоест лицата, превзеле действија кои што ги сочинуваат битијата на кривичните дела за кои што се товарени, односно издадени се службени тајни и доставени се до лица на кои што реално не смеле тоа да го направат достапно. Сметаме дека обвинителството има доволен број на материјални докази. До крајот на доказната постапка целиот мозаик ќе добие формата како што сметаме дека судот ќе има јасна слика. Адвокатот Владимир Туфекџи, кој ја застапува Димитровска, пак вели дека информациите што таа ги споделила не представуваат службена тајна. Најави сведочења на представници од АНБ и ДКСК и очекува ослободителна присуда. Сметам дека во действијата не е содржано кривично дело, ниту за одавањето службена тајна, ниту за кривичното дело компјутерски фалсификат. Како дел од доказите на одбраната ќе бидат 4 седници за 4 предмети кои ден денеска се достапни на Zoom платформата, односно YouTube каналот. Од Државната комисија за спречување на корупцијата известен е судот дека е доставено известување со кое се потврдува дека ниту еден документ не е класифициран како службена тајна. Покрај Димитровска на обвинителна клупа седнаа и ревизорот Столевски, како и Билјана Петровска-Мантева, и тие пред судот кажаа дека не чувствуваат вина. Денешното ручиште продолжи со доказна постапка, а наредното е закажано за 16 април. Истрагата против Димитровска почна откако беше анализирана телефонската комуникација со Нејбојша Стојановиќ, поранешен директор на ТЕЦ Неготино и обвинет во случајот адитив. Според обвинението, Димитровска преку апликации му давала доверливи податоци за поведени постапки, отворање на предмети против правни и физички лица, службени белешки, како и информации за проверка на имотната состојба на обвинетиот и неговото семејство.